кој што е автор на првата песна со која што Тоше Проевски се представи во 1997 година како дебитант на Макфест. Горене. Прво не можам да поверувам дека Тоше се уште, дека Тоше не е со нас. Тоше го знам од малечок, пошто јас бев во Прилеп, тој во Крушево. Уште како дете кога запене Мелфестот, остави голем печаток. Еден ден, едно утро, заедно со групата Јупет, неговиот татко, неговата мајка, дојдоа кај мене, пија кафе, Тоше е срамежлив. Бато Горан да ти отпеам, за тебе сум слушал, јас само што на Макфест имав песма која што требаше да ја пеам. Неговите беа скромни и убави родители. Неговиот татко ме викна во салонот, вика Горане, ти, вика ги Господ, молим те, сакаме синчето да ни пее. Му реков ќе направам се. Дојде за некој ден, два, дојдоа. Тоше кога ја слушна песмата, беше толку радостен и среќен. Прво што ми се заблагодари, памтам ми вика, убаво што ми направи, вика да пеам високо, да ме слушне, вика, бато Горан ке биди. Влезе во студио исплашен, му беше првото влегување да пее таква песма, иначе тој пееше порано и на Натно Славече. Влезе, прво ја отпее, среќен, радосен. Изедо со мојата кола га место во Крушево. Имав прилика таа вечер да уживам во домашниот нивни квартет. Како пеја заедно. Тогаш беше и вридбата на неговата сестричка. Срдечно ме покани. Одев, доаѓаше кај мене. Вежбавме се, спремавме за сценски настап. Се уште не веруваш дека тој ќе запее. Ги криевме на Макфест годините, пошто беше мал, немаше години да пее. Ги кажавме после фестивалот. Тогаш и освои и наградата од Фидов. Мислам дека ние секој што грешиме, викаме дека такво дете мајка не раѓа, на такво дете мислам дека јас во милијарда се најдува еден. Зошто му забележуваше и што е тоа што како последно му го забележа за неговиот последен албум Игри без граници, како еден вид молитва на неговата душа? Зошто му забележав? Неговата порака кој ми е, тој знаеш да ми изненади, секогаш на телефон да ми се јави, за Великден ми прати една порака толку убава, дека животот е убав, да се оди напред, да се бори. И потоа ми се јави на телефон, разговаравме. Кога ги слушнам неговите песми, во една прилика, исто така по телефон, му викам зошто Тоше, зошто на последен албум се спомнува сега дека смртта, неразбудување, се. Тоше ме рече дека тоа сега побудува чувства. Ја му реков дека не побудува чувства, нели ти си тој се бориш за животот, овде дека нема, као да почувствуваш нешто и самиот тој, дека нешто ќе се случи. Едно не ми е само јасно, сакам да кажам како ние не се паметивме еднаш да ни такви луѓе кои што се најголемите амбасадори. Не успеавме да тие наши деца, било да се фудбалери, било да се музичари, пејачи се, да му обезбедиме една сигурност, една гаранција дека ќе стигне. Монаше Тоше, не заслужи Тоше, после тој концерт, тој што го направи последниот кај нас, што го направи буквално за наша држава, да обезбедат една сигурност. Уште една грешка требаше ние да стигнеме до овој степен и да го изгубиме него. Бојана и Марија Васич. Го сакав највише на светот. Многу ми е тешко моментов. Јас сум се уште во шок. Дознав на кај 7 часот и цела потресена дојдов дома и разбудив сестра ми. Сестра ми вика да не те лажат случајно, ја викам не Марија, вистина е, сигурно не лажат за такви работи. И загубивме на вистина голем човек. Стварно животот е неправеден. Не знам што да кажам друго, освен преполна сум со болка. Нема да го
обжалам никогаш. Го сакам највише и моментов сакам да го гушнам, го гледам на концертите. Сега што даваат репризи, не знам што да кажам друго. Ja jednu državu ne poznajem koja se zove Firom, ja dolazim iz Makedonije. Znači važno, Jimmy White kad nisam imao